Добро утро на сите. Јас би замолила да започнеме. Ви благодарам на сите вас кои што сте во салата во толкав број, кои што денеска дојдовте во овие утрински часови да учествувате на ова наша пленарна конференција на Националната конвенција за Европска Унија. Го поздравувам почитуваниот Африм Гаши, председател на Собранието на Република Северна Македонија, почитуваниот господин Венко Филипче, председател на Националниот совет за европски интеграции, почитуваниот Игор Здравковски, заменик председател на Собраниската комисија за европски прашања, Ваши екселенции Ивета Хрицова, амбасадорка на Република Словачка во Република Северна Македонија, и Узлем Джанел, амбасадорка на Холандија во Република Северна Македонија, почитувани пратеници, представници на институциите, екселенции, представници на граѓанскиот сектор, драги гости и драги пријатели. Имам особена чест да ја најавам денес 8-та пленарна конференција на Националната конвенција за Европска Унија, како и 4-та пленарна конференција во рамките на проектот Нека правдата владее со регионот. Националната конвенција за Европската Унија во последните 3 години е поддржана од делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија во рамките на ИПА програмата, но има и континуирана поддршка во период од 8 години од Словачката развојна агенција Словакејд. Во текот на реализацијата на активностите имавме континуирана поддршка и од институциите, голем дел денес е и овде меѓу нас, а тоа е Собранието, се разбира, и навистина би сакала искрено да се заблагодарам на председателот на Собранието Африм Гаши за неговата отворена соработка со граѓанскиот сектор, што е доказ во суштина и оваа конференција. Исто така упатувам искрена благодарност до сите служби и инстанции на Собранието за професионалноста во подготовките, што представува значаен пример за институционално партнерство и соработка со граѓанскиот сектор. Благодарности за континуираната и значајна соработка со Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Министерството за правда и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, со кое имаме подпишано и меморандуми за соработка со овие последните 2 министерства. Очекуваме понатаму ова соработка да продолжи. На пленарните конференции традиционално ги презентираме резултатите од она што досега го изработивме во конвенцијата. Меѓутоа, со оглед на ценетите говорници на овој панел, ние нема да зборуваме во детали за тоа. Тоа ќе го оставиме за тематските панели кои што ќе следат после овој официјален панел, каде што ние ќе зборуваме, односно ќе испраќаме пораки до нашата поширока јавност и ќе зборуваме за вредностните определби кои го движат евроинтегративниот процес. Заклучоците и препораките од нашата работа навистина се значајни и мислам дека доколку сакате да бидат тие слушнати, во трите панели тие ќе бидат истакнати. Конвенцијата како платформа за диалог е глас на стручната јавност, кој не секогаш има можност јавно да се изрази и конвенцијата ја дава таа можност. Значи го дава микрофонот на луѓето, на експертската јавност која што навистина е значено да биде слушната во поглед на реформските процеси. Оваа конвенција придонесе исто така да се задржи фокусот на реформите и покрај променливите и сензибилни политички околности во нашето обкружување. Нашата главна цел како конвенција секогаш била јасна, дека ние сакаме да имаме посилни институции и работиме во таа насока и дека формулираме препораки засновани на европските директиви и стандардите кои што ќе не доближат до Европската Унија и ќе имаме и ние овде во нашата земја европски начин на живење. Како и минатата година и оваа пленарна конференција на Националната конвенција е збогатена со учесници од регионалниот проект Нека правдата владее со регионот, поддржан од Кралството Холандија, која одбележува својата последна проектна година и точно ова е 4-та пленарна конференција на заедно со 8-та пленарна конференција на Националната конвенција на Северна Македонија.
Соработката меѓу националните конвенции на Албанија, Северна Македонија и Србија навистина создаде еден регионален структуриран диалог, кој што можам да кажам дека е само во неговиот зачеток и тој треба понатаму да продолжи. Сепак ќе истакнам дека овој проект беше поддржан од Кралството Холандија во рамките на програмата МАТРА и се заблагодарувам поради ова поддршка што имавме досега. Со нас денес и партнерите на Централноевропската иницијатива, Словачката асоциација за надворешна политика, како и експертите од Хрватска, Полска и Австрија кои ќе ги споделат своите искуства од членството во Европската Унија. Сите чувствуваме, ова е мој личен став, не го споделувам како председател на Европското движење. Кога ние работиме во Националната конвенција, работиме на поинаков начин, значи сите мораме да се согласиме со тоа, затоа ако истакнувам овој аспект дека овој мој личен став како председател на Европското движење. Сите чувствуваме дека земјата повторно стои пред значаен и чувствителен чекор на европскиот пат. Формално преговорите се отворени, но суштински стоиме во тамо каде што не би сакале да стоиме и тамо каде што најмалку сакаме, каде што најмалку посакуваме. Треба да се истакне фактот трезвено и одговорно дека Европската Унија не успева секогаш и не успеа и во нашиот случај да обезбеди предвидливост и заштита на процесот на проширување. Но истовремено мора да ја видиме и целината. Европската Унија останува нашиот најголем економски партнер, најважен реформски сојузник, гаранција за стабилност и безбедност, не само во целиот регион. Со посебна поддршка на Европската Унија, нашата земја може да оди во прогресивна насока. Граѓаните имаат право да очекуваат и од Европа да биде посигурна во своите пораки, да дава појасни пораки и подоследни пораки и да биде заштитен самиот процес од блокади поради билатерални спорови, кои што многу чинат. Меѓутоа, мора да признаеме дека дел од сето ова што го истакнав се надополнува и она што најмногу не притиска во суштина, тоа и она што сами го создаваме, она што сами го храниме, тоа се нашите внатрешни слабости кои што ги имаме, меѓу кои владењето на правото. Ние пред малку зборувавме и овде дека тоа представува веќе клучен збор во нашите дискусии кога станува збор за европската интеграција, тој така треба да биде. Меѓутоа, на тој план навистина треба многу повеќе да се поработи, зашто тоа е клучниот фактор кој што ја обезбедува довербата на граѓаните во институциите. Без владење на право, институциите остануваат многу подалеку од граѓаните. Значи, исто така, она што јас исто така би го напоминала, тоа представува еден посериозен и посистематски доследен пристап во борбата и превенцијата против корупција, особено против високата корупција. Без вистински подобрувања дома, секој компромис надвор изгледа како пораз и ќе се појави како пораз. Одиме понатаму со конференцијскиот дел од овој панел. За нас е особено значајно што председателот на собранието господинот Африм Гаши и денес е со нас и се обрати на овој панел. Му благодариме за подготвеноста да овозможи ова размена на идеи да се одржи токму во овој дом како клучно место каде што се обликуваат политиките во име на граѓаните. Но исто така би истакнала дека разговорите кои што ги водиме со председателот на собранието и со сите структури на собранието навистина ни покажува дека оваа институција е отворена за граѓаните, за граѓанскиот сектор и со доста пријателски тонови. Уште еднаш се заблагодарувам и му давам збор на господинот Гаши. Повелете, председателе. Ви благодарам многу. Дозволете ми најпрво да ја поздравам координаторката и посветена коорганизаторка на овој настан и најголемиот виновник што сме собрани во овој прекрасен форум, господја Милева Ѓуревска. Дозволете ми да го поздравам и председателот на Националниот совет за евроинтеграција, господинот Венко Филипче,
Почитуваниот заменик председател на Комисијата за европски прашања господин Игор Здравковски, Dear Ambassador of Slovak Republic Ms. Iveta Hricova, also I want to... Исто така би сакал да ги поздравам господјата амбасадорка на Холандија, господин Бозумџане. Гледам исто тука многу амбасадорки, исто така од амбасадорките на Украина и Чешка. Граѓански сектор, почитувани колеги, почитувани представници на медиумите. Ми представува особена чест да ве пречекам во Собранието на Република Северна Македонија на овој значаен настан што не обединува секоја година, за да го разгледаме и поддржиме нашиот напредок кон интеграцијата на државата во Европската Унија. Дозволете ми да нагласам дека темата на овој настан ја определува и насоката на важната дебата што треба да се отвори денес. Реформите од другата страна на реториката е тема што не повикува и не поттикнува да одиме чекор понапред од општите изјави на дневната политика и да дебатираме за суштината на процесот на интеграција, за конкретната работа, реалните предизвици и нашата заедничка одговорност да ја забрзаме европската трансформација на нашата држава. Свесни сме дека во една ваква дебата ќе се слушнат незадоволства и критики, како кон Собранието, така и кон владите, па дури и кон Европската Унија. Веќе дел од секојдневниот политички дискурс е и адресирањето на виновникот. Има такви кои ќе го насочат прстот кон працениците, со предпоставка дека тие го блокираат европскиот пат, со тоа што не гласаат за уставните измени. Има други кои вината ќе ја барат кај владата, со предпоставка дека не го поставила потребното темпо на европските реформи, додека друг дел ќе го покрене и прашањето за гаранциите и двојните стандарди, барајќи сигурност од соседите и од Европската Унија. И можам да кажам дека сите овие сегменти се нормален дел на една функционална демократија. Сепак, моја должност како председател на Собранието е да ве подсетам дека Република Северна Македонија достигна ниво на институционална зрелост која не обврзува на стратешка јасност. Во таа насока, надминувајќи ја реториката, тука сум да уверам дека стратешкиот интерес на Република Северна Македонија е јасен и непоколеблив. Нашата иднина без сомнение е во Европската Унија. Во овој дух, настанот го гледам како неопходен форум за изнесување на загриженостите, за аргументирана дебата и за изнаоѓање решенија кои ga зајакнува демократскиот и институционалниот напредок на државата. Додека зборуваме за напредок, дозволете ми наткратко да се осврнам на извештајот за напредокот на Македонија од страна на Европската комисија. Оваа година овој извештај ја потврдува нашата стратешка ориентација, а воедно ги истакнува и предизвиците со кои продолжуваат да се соочуваат нашите институции. Задоволен сум што работата во Собранието во овој извештај е оценета како задоволителна. Во меѓувреме, забелешките за политичката поларизација, употребата на брзи постапки, потребата за парламентарен надзор, како и вклучувањето на граѓанството општество, представуваат јасна насока за подобрување на нашата работа. Да бидам искрен, овие наоди не беа некој големо изненадување за мене. Не случајно, од првиот ден оваа позиција, си поставив приоритет подигнувањето на политичката култура, транспарентноста, ефикасноста и инклузивноста. Затоа, денеска, сакам да упатам повик до владата и до колегите пратеници да избегнуваме скратени простапки, да го прошириме дебатниот простор и да ја подигнеме политичката култура. Европската интеграција не се мери според брзината на постапките или наративите што ги споделуваат, туку според квалитетот на реформите и довербата што институциите ја уживаат кај граѓаните.
tenderuar prezent. Detyra ime është që беа уставните измени, кои несомнено остануваат и главен предизвик во оваа фаза од процесот. Знаете дека уставните процеси и билатералните теми создадоа значителни политички тензии, но сакам повторно да подвечам дека ниту едно билатерално прашање не смее да стане пречка на нашиот европски пат. Ние остануваме подготвени за принципиелен диалог со сите соседи. Напредокот на Албанија и Црна Гора е доказ дека политиката на проширување е жива и дека нашиот регион може да се движи напред. За нас ова е момент за мотивација, не за притисок. Исто како и пред една година, денес би сакал да повторам уште еден важен елемент. Во еден турбулентен свет со конфликти во Украина, Блискиот Исток и пошироко, интеграцијата во Европската Унија не е ниту луксус, ниту опција, туку неопходност за безбедноста, стабилноста и развојот на земјата. Со членството во НАТО создадовме заштита, додека со пристапувањето во Европската Унија се стремиме кон изградба на стабилност и одржлив економски, институционален и демократски развој. Затоа со целосно убедување нагласувам дека Собранието на Република Северна Македонија ќе продолжи да биде доверлив партнер во овој процес. Ние сме посветени на унапредувањето на реформите, заекнувањето на диалогот, развивањето консензус и одржувањето на институционалната зрелост во време на предизвици. За нас, европската интеграција не се гради во Брисел, ниту во главните градови на регионот. Туку според мене тој се гради во Скопје, тука, кај нас, во нашите институции, во нашите одлуки и во нашата подготвеност да ги надминеме политичките разлики во служба на државниот интерес. Почитувани, мојот говор би сакал да го завршам со порака која верувам дека ја сумира целата оваа тема. Нашиот надпревар не треба да се одвива во реториката, туку во изнаоѓање на заеднички решенија за заедничките интереси. Тезата на Джеймс Кларк е повеќе од точна кога вели дека политичарите размислуваат за следните избори, додека државниците размислуваат за идните генерации. А идната генерација заслужува безбедна и достоинствена иднина, како дел од европското семејство. Затоа сега, повеќе од било кога, надвор од политичките калкулации, потребна ни е зрелост за градење на државата. Имаме обврска кон нашите граѓани и идните генерации да изградиме во оваа иднина со решителност, зрелост и сплотеност. На крај, во име на Собранието, дозволете ми да изразам благодарност до нашите меѓународни партнери за нивната драгоцена поддршка во текот на годините, како и да им се заблагодарам на коорганизаторите на оваа конференција, кои создадоа вреден простор за идеи, диалог и визија. Ви посакувам плодни дискусии со резултати што ја доближуваат нашата држава уште повеќе кон Европската Унија. Ви благодарам. Фалимдерит. Thank you very much. Ви благодарам многу, председателе Гаши, за овие убави пораки што ги упативте до јавноста, ширејќи го оптимизмот за нашата иднина, за нашата европска иднина, која што навистина е многу важен аспект во нашите моментални ситуации во кои што ние треба да действуваме. Оптимизмот и ентузијазмот на нашите луѓе, кои што исто така го имаат во поглед на европските интеграции, навистина и ние како друга и граѓанскиот сектор, меѓутоа институциите навистина треба да го обновуваме постојано. Сега ќе му дадам збор на господинот Филипче како председател на Националниот совет за европска интеграција и би кажала во врска со Националниот совет дека
Тоа представува во нашиот институционален и политички систем еден уникатен форум, каде што се обединуваат различните политички и општествени гласови за да се следи и за да се насочува процесот на европската интеграција. И навистина ние како Европското движење, како член на Националниот совет за европска интеграција, го споделуваме тоа задоволство што и ние таму и во рамките на целата таа структура можеме да ги кажеме нашите мислења, кои што верувам дека ќе имаме можност многу почесто тоа да го правиме во текот на овој мандат. Повелите, господине Филипче. Благодарам за поканата, честитки за организацијата, на раководството на Националната конвенција, почитуван председател на собранието, колеги пратеници и почитувани представници на меѓународните, на дипломатските представништва. Најпрво, честитки за овие иницијативи, овие состаноци, затоа што исто како и на Советот за евроинтеграција, ово одличен форум да се согледаат повеќе мислења од повеќе чинители, поради тоа што само така како сублимат на експертските мислења од различни области, ние можеме нешто суштински да направиме на ова поле на евроинтеграциите. Тука има присутни членови на комори, синдикати, бизнис сектор, на универзитети, на верски заедници и навистина жалам што изминативе година и пол разговараме само за една иста работа. А тоа е дека реформи и прогрес треба да се случува, а всушност ништо не се случува и практично тапкаме во место, го губиме времето, а младите се повеќе се селат од земја. Јасно е дека единствениот пат напред за земјава се европските интеграции. Тоа го докажа земјите од поранешниот источен блок, нашите соседи, кога пред 30 на години тогашниот председател на Полска Лех Валенса кажа дека ќе се такмичат со Јапонија, веројатно многу луѓе го земале со подсмев, ама сега бруто домашниот производ на Полска е тука некаде како Јапон. И огромен раст и развој има на таа земја и тоа е можно само и се припишува само на процесот на евроинтеграција, пристапот до заедничкиот пазар, унапредувањето, надградувањето и реформирањето на системот. Жалам што го добивме најлошиот извештај на Европската комисија за нашава земја изминатите повеќе од деценија. Евидентна е волјата на Европска унија да има проширување. Точно е дека многу пати сме биле ние во минатото разочарани. Имало вето од Франција и покрај значајните промени кои што се правеле во државата, кои што предизвикале, креирале проблеми, предизвици и во општеството, меѓутоа тоа е цената на патот напред. Ако гледаме во изминатите повеќе години од 2013 до 17, 17 до 20, 20 до 24 во сите овие 4 годишни циклуси, поддршката на Европската унија на земјите во Западен Балкан изнесувала некаде околу 6 милиарди евра. По милиарда евра во тие 4 годишни периоди за секоја една од земјата. Ако тоа го споредиме со средствата што како поддршка ги добиле Хрватска или Бугарија, кои што изнесуваат околу 40 милиарди евра за реформи, за инфраструктура, за патишта, за пруги, железнички, кои што доаѓаат како грантови. Јасно е на каде треба да одиме. Не знам зошто треба повторно да влегуваме во дубиозни и сомнителни кредити да правиме железница, кога ваму имаме грантови. Зашто ги задолжуваме следните генерации да враќаат милиарди евра за нешто што може да ни дојде гратис од Европската унија. Јасно е констатирано во извештајот за земјата изминатата година дека реформи нема. Мислам дека го кажав тој на претходниот состанок на Националниот совет дека единствен полош извештај 2015 година, која сме оценети како заробена држава, ама власта и сега го прави. Тоа притисок на правосудството, партизација на институциите, очигледно ист е концептот на владење кој што се сака да се имплементира. Две забелешки мислам дека се многу битни. Прво дека ако вака продолжиме, и тоа беше дел од дискусијата на Националниот совет,
минатиот состанок, не сум сигурен дека можеби Европска унија нема повторно да врати на ниво на скрининг. И второ, дека нема да биде единствен услов решавањето на билатералниот проблем со еден од соседите, повеќе како единствен услов да се отпочнат преговорите со Европска унија, да се отворат кластерите. Зошто? Поради тоа што не сме спремни. Нема никакво придвижување, ниту во делот на припрема за отворањето на кластерите, посебно на првиот фундаментал. Зошто? Повторно, трите патокази не се донесени за владење на правото, за функционирање на демократските институции и за јавна администрација. Значи, сега да се случат уставните измени, ние утре нема да можеме да ги почнеме преговорите со Европската унија. Што става сериозно, става под знак прашање политичката волја на оваа владеачка гарнитура да нешто се направи во делот на евроинтеграциите. На страна ги ставам декларативните, би рекол, изјави. Ние сега ќе донесеме 5-6 закони, 12 ќе видите, ќе бидеме први и така натаму. Тоа веќе ниту малите деца не веруваат. Неколку сериозни забелешки во делот на неспроведувањето на препораките во делот на правосудството, не се донесени закон за парнична постапка, не е заекната улогата на судскиот совет, не е заекнат ниту доследно се применува АКМИ системот во електронското управување на судските случаи. Понатаму, во делот на борбата со корупцијата, не е донесен нов кривичен законник, треба подобра имплементација на антикорупцијска стратегија и изготвување на нова, сега 2026 до 2030, и нема доволно човечки и финансиски ресурси на јавното обвинителство и другите органи во дело на правосудството. Во дело на медиумските слободи, ограничен напредок само, се препорачуваат законски измени, законската рамка за медиумите, посебно во дело на транспарентноста на собственоста на медиумите, и на ова ја надоврзувам забелешката на собранието, за собранието, кое начелно се оценува како функционално, но се забележува дека огромен број на закони доаѓаат по скратена постапка. И ние не може да затвориме очи пред тоа. Тоа скратува можноста за дебата во собранието, скратува можноста да бидеме инклузивни, секој еден чинител, тоа што го кажам на почетокот, да може да каже своje мислење за да законските решенија бидат што поквалитетни. Има забелешки во дело на економските критериуми, а тоа е финансиската консолидација, со која што се доцни и одложувањето на сите планови за имплементација на законот за органски буџет, кој што требаше започне до 2025 година. И сето ова го зборуваме во ситуација кога јасни се сигналите од Европската унија дека има волја да се стави акцент на процесот на проширување. На минатиот состанок, кога беше присутна амбасадорката на Данска, кога ги образлагаше приоритетите на данското претседателство, сегашното, актуелно, со Европската унија, јасно кажа, ние бевме најголеми скептици за проширувањето, а сега даваме зелено светло и ги поддржуваме сите земји кандидати да продолжат со реформите, поради тоа што проширување евидентно ќе има. Пред неколку дена Албанија, со која што имавме првата меѓувладина заедничка конференција со Европската унија, заврши 7-та конференција и го отвори последниот кластер за преговори. И кога ќе станат и Албанија и Црна Гора земји членки на Европската унија, дали тоа ќе биде во 2027, 28, 29 година, а ќе станат, евидентно ќе останеме како слепо црево на балконот, тогаш никој нема да има оправдување зошто овој реформски процес се кочи. Што и да се случува на полето на постигнување на политички консензус, да се направи тоа што треба да се направи со уставните измени, нема оправдување за неспроведувањето на реформите. Во дело на правосудството, во дело на образованието, во дело на јавната администрација, понатаму во делот на економијата, тоа е тоа што нашите граѓани го бараат и го заслужуваат. Ми благодарам. Благодарам многу председателе на Националниот совет за
овие аспекти кои што ние сакаме да ги ставиме во нашата агенда на денешниот разговор, тоа се реформите. Ќе видиме од нашите експерти исто така како ќе се осврнат на овој сегмент во доменот на владењето на правото и на економската конвергенција и дивергенција. Од после ќе донесеме определени заклучоци во однос на тоа докаде сме стигнати со реформските процеси. Ние сме во кандидатски статус цели 20 години и според она што можеме да го кажеме дека навистина имаме многу добар увид во оној институционалниот сегмент на Европската Унија и на европските институции, затоа што времето беше навистина долго и дека веќе нашите представи во однос на тоа што и како треба да се направи се присутни, она што навистина треба е една многу поголема посветеност на сите, не само на владата, не само на парламентот, не само на институт, на секој од институциите, туку и на сите чинители во нашето општество. Зашто ги имаме навистина способни кадри кои што овој процес можат да го водат и во таа брзина во која што можеби не очекуваме дека ќе се случи. Јас сум сигурна во тоа зашто јас доаѓам од страна на другата страна, од страна на граѓаните и особено во Националната конвенција која што гледаме дека споделува навистина огромна стручност која што реков не е видена, не е употребена во рамките на овие процеси кои што треба навистина да бидат за сите и со сите заедно. Сега му давам збор на заменикот на председателот на Комисијата за европски прашања, господинот Здравковски, кој што е дел од оваа комисија како носечки механизам на парламентарниот надзор врз евроинтеграцијските процеси и се разбира чисто пати зборуваме и за улогата на собранието во овие реформски процеси. Собранието не е дом само каде што ќе се носат законите, туку и инстанца која што ќе следи нивната имплементација. Она за што најмногу ни се префрлува во однос и во рамките на сите извештаи и во овој последниот не е исклучен овој аспект. Повелите, господина Здравковски. И благодарам. Почитувани председател на Собранието, господин Африм Гаши, председател на Националниот совет за евроинтеграција Венко Филипче, Ивета Хрицкова, амбасадорка на Република Словачка, Узлем Джанел, амбасадорка на Кралството Холандија, господја Ѓуровска, национален координатор на Националната конвенција и председателка на Европското движење. Почитувани присутни, ми представува особено задоволство да се обратам на денешната 8-ма пленарна конференција на Националната конвенција за Европската Унија во Република Македонија. Сметам дека ова е одличен форум каде што можеме да поразговараме на повеќе нивоа околу реформите и предизвиците на нашиот пат кон Европската Унија. Националната конвенција е од голема помош бидејќи овозможува инклузивна јавна дебата за европска интеграција. Во овој контекст ќе подвлечам важноста на Националната конвенција во Република Македонија која работи како форум за отворен диалог помеѓу представници од владата, парламентот, релевантните државни институции, политичките партии, граѓанското општество и академските институции, и тоа е се со цел за да се помогне во формирањето на националните политики за пристап кон Европската Унија. Како заменик председател на Комисијата за европски прашања, која е собраниско тело, согласно неговата надлежност сметам дека најмногу треба да се работи на полето на реформите и на тоа што државата треба да испорача за да станеме полноправна членка на Европската Унија. Во таа насока, преку Комисијата за европски прашања ќе продолжи да се прави спроведување на суштинските реформи и исполнување на обврските што произлегуваат од Европската агенда, ќе придонесеме кон поефикасно усогласување со правото на Европската Унија, зајакнување на институционалните капацитети и обезбедување на транспарентен, инклузивен и предвидлив процес. Пред една недела токму овде во Собранието, на заедничка седница на Комисијата за европски прашања и Националниот совет за евроинтеграција, се разгледуваше годишниот извештај од Европската комисија за Македонија. Имено извештајот ни дава јасна слика за тоа што е досега постигнато во реалноста и тоа што треба да се прави во иднина, но представува и потсетување дека европската интеграција е процес кој бара институционална дисциплина и политичка подготвеност. Јас многу често знам да
кажам дека ние христијаните, како што велиме, треба овие препораки да си ги научиме како Оче наш и да почнеме да ги применуваме без никакви отстапки. Почитувани, пред 2 години, на 8 ноември 2023 година, Европската комисија го усвои планот за раст на Западниот Балкан, со кој земите од регионот им е дадена можност да користат дел од придобивките на Европската Унија уште пред да станат нејзини членки. Планот за раст обезбедува финансиска помош за земите од Западен Балкан за реализација на инклузивни, одржливи социоекономски реформи усогласени со вредностите на Унијата. Овој план е значаен политички и финансиски влог на Европската Унија во регионот. Верувам дека го делите моето уверување дека единствениот пат за побрз развој на државата е продлабочување на економската соработка и економскиот развој, што ќе придонесе за постигнување на клучните европски приоритети како зелената агенда и дигиталната транзиција. Реформите мора да продолжат и секој застој или отстапување од европските реформи ќе натурне во ќорсокак и ќе не значи само загубено време и енергија која што ќе треба да надомести некоја наредна генерација. Реформите во сферата на правната држава треба секогаш да бидат резултат на широк политички, но не помалку важно, експертски и општествен консензус. Законите во оваа сфера треба да бидат поддржани од сите значајни политички фактори, а во нивната изработка да бидат вклучени експертите и граѓанските организации, како и експерти од државите членки на Европската Унија. Со други зборови, во реформите во оваа сфера клучен треба да биде консензусот, а не надгласувањето, како што беше правило како и досега. До пред 2 години имавме постојано назадување во извештаите од Европската комисија. 2013 година е нашата најдобра година како држава, каде што сме биле најблиску до она што значи стандардизација и усогласување со стандардите на Европската Унија, за во 2023 после континуиран пат да го добиеме најлошиот, убедливо најлошиот извештај. И тоа требаше да биде јасен показател дека покрај тонењето во сите поглавја и покрај оние отстапки од Република Македонија, требаше да ја завршиме и нашата домашна работа. Неисполнувањето на обврските, неисполнувањето и неусогласувањето со копенхашките критериумите од Мастрихт и критериумите од Мадрид не доведоа оваму како што сме. Председателот во неговиот говор каже дека има неколку групи на луѓе, некои кои што постојано критикуваат, некои кои што ќе бараат вина во некој друг, меѓутоа јас тука би додал дека има и луѓе кои што имаат амнезија. Тие луѓе и ние сите заедно треба да седнеме на маса и како што кажав претходно, треба да донесеме консензуални одлуки, а не како досега, за да дојдеме до една ваква ситуација каде што сме во некаков ќорсокак и не гледаме реален излез. Злоупотребата на европското знаменце веќе нема да се случува, како што беше во претходните извештаи нотирано. Како заменик председател на оваа комисија цврсто ќе стојам на тоа и се надевам дека во иднина ќе превземеме конкретни чекори и сите заедно ќе продолжиме да чекориме по патот на реформите, односно првен да си ја завршиме нашата домашна задача, а понатаму да гледаме во она што значи диалог. Ви благодарам. Благодарам, господине Здравковски, и убавата порака што испративте и која што ја повторуваме сите овде на говорницата за широкиот консензус и вклученоста на сите чинители во овој многу важен процес во кој што сме го започнале многу одамна. Во рамки на Македонската конвенција досега учествуваа над 100 експерти од државите членки на Европската Унија. Меѓу нив околу 50 беа словачки експерти, заради тоа што наша партнерска организација со која што ние ја почнавме Националната конвенција беше Словачката асоциација за надворешна политика и се разбира поддршката која што првично беше добиена од Словакејт. Од овие експерти со нивната професионалност и со нивното искуство во евроинтегративниот процес
цело време не упатува во тоа дека овој процес не е така лесен, дека е сложен и дека потребно е да се ангажираат сите експерти кои што може да бидат од корист во овој процес. Од нив, исто така, во целиот тој период добивавме пораки за важноста и придобивките од членството во Европската Унија и со тоа постојано не охрабрува и не го покажува патот по кој што треба да се оди. Поддршката што Словачка ни ја дава во ЕУ интегративниот процес беше потврдена и пред во недавнешната посета на председателот Пелегрини, што за нас навистина представува значајно охрабрување. Со особено задоволство го најавувам обраќањето на амбасадорката на Словачка, незината екселенција Ивета Хрицова. Повелете, амбасадорка. Thank you so much. Honorable President of the Parliament. Ви благодарам многу, уважен председавач на Собранието, уважен председавач на Националниот совет за ЕУ интеграција, уважен подпредседател на Комисијата за европски работи, членови на Националната конвенција, дами и господа и драги пријатели на Европската Унија. Навистина е голема чест што можам да ви се обратам денеска на оваа пленарна седница на Националната конвенција тука во Скопје. Навистина ми е задоволство што сум тука и ветувам дека говорот ќе ми биде краток од процесот на пристапување. Па да започнам прво со честитките. Навистина ми е драго што сум тука и што можам да видам полна пленарна седница со овие луѓе, затоа што тоа ја покажува вашата посветеност за конструктивен диалог, владење врз реформите и транспарентност. Вашата држава поминува низ важен момент на нејзината патека кон ЕУ. Овие моменти се ретко лесни. Тие барат трпенија, отворен диалог и кураж да се донесуваат одлуки што носат вистински користи за сите граѓани. Вашата држава покажуваше повеќе пати дека има отпорност и способност да бара заеднички решенија дури во предизвикувачки времиња. И затоа Националната конвенција е многу вредна. На таа дава простор за инклузивна и експертска дискусија за реформите што се од клучна важност за европските интеграции. Мојата држава, заедно со државите членки на ЕУ, цврсто стои зад вас. Ние многу силно ве поддржуваме и нудиме не само техничка и финансиска поддршка, туку и искуство што ние го стекнавме на нашиот собствен пат кон ЕУ. Ние знаеме многу добро колку е тешко да се јакнат институциите, да се гради доверба и да се спроведуваат реформи кои што ќе имаат трајно влијание. А исто така знаеме многу добро дека успехот е можен само кога реформите имаат широка поддршка помеѓу граѓаните и кога граѓаните можат да ја видат јасно нивната вредност. Државите членки многу блиску го следат напредокот во сите области. Клучните области како владењето на правото, независните институции и уставните прашања кои што се поврзани со пристапниот процес не затоа што сте формални барања, туку затоа што овие области се рбетот на секоја стабилна демократија. Тие креираат доверба, привлекуваат инвестиции и им даваат доверба на граѓаните дека државата функционира за нивна корист. Јас сум свесна дека одлуките што ви предстојат се политички екстремно чувствителни и многу сложени и многу тешки да се искомуницираат на граѓаните. Меѓутоа, тие исто така представуваат можност. Секој чекор што консолидира институции, што зголемува транспарентност и го подобрува владењето е чекор кон по безбедна и по европска еднина за вашата држава. Гледам
на денешната сесија како на можност повторно се афирмира споделената визија дека вашата држава припаѓа во европското семејство. А патот кон овие цели почива на соработката помеѓу владата, експертите, граѓанското општество и граѓаните. И само низ таква соработка реформите може да бидат трајни и значителни. Словачка е подготвена и ќе биде подготвена континуирано да ве поддржува, да споделува експертско знаење, да креира блиско партнерство. Ние веруваме во потенцијалот на вашата држава и во заложбата на вашите институции и во тежнењата на граѓаните кои што сакат на вистина стабилна и демократска држава во иднина. Ви посакувам на сите конструктивни дискусии и да побрзате со одлуките што ви предстојат. Ви благодарам многу за вниманието. Амбасадорка Хрицова, одиме понатаму, времето некако брзо поминува, сакаме многу да кажеме, особено јас се извинувам. Владењето на правото е една од областите кое што Кралството Холандија ја даде својата поддршка во последните неколку години. Во нашата земја се разбира и во регионот, и во тој дух се реализираше и проектот Нека правдата владее во регионот, чија цел е меѓусебно учење и размена на искуства за унапредување на правосудниот систем во трите држави, нашава, Република Албанија и Република Србија. Тоа овозможи да се формира еден структуриран диалог на регионално ниво. Тоа значи дека учество на сите стейкхолдери, меѓутоа сега во една регионална перспектива, и можам да кажам дека ние сме навистина оние кои што меѓу првите кои што го започнаа овој ваквиот регионален диалог. Националната конвенција станува збор за структура која што ја спроведува националните конвенции во трите држави. Морам да кажам дека моделот на национална конвенција е многу интересен и за новите држави кандидатки, кои што често пати не повикуваат да ги споделиме нашите искуства во националната конвенција, и навистина тука има и што да се каже. Сега збор и давам на Незината екселенција, амбасадорка на Кралството Холандија, Узлем Чанел. Повелете, почитувана амбасадорки. Фала. За жал, почнав да разбирам македонски, меѓутоа се уште не го говорам доволно добро, така што ќе го одржам својот говор на англиски јазик. Добро утро на сите. Ова ми е втор пат што се обраќам на оваа конференција, бев тука и минатата година и секогаш е задоволство да се биде тука. Ова е 8-то издание кое што е заеднички организирано преку проектот на Матра, да, Нека правдата владее со регионот, и двете иницијативи ја го поддржуваат пристапот во ЕУ и го собираат експертите и граѓанското општество за заеднички да се решават предизвиците на интегративниот пат. Обете платформи препорачуваат начини да се надминат и препознатите предизвици и регионот да се придвижи кон ЕУ. Граѓанското општество во ова држава, во Србија и во Албанија, има знаење за постоечката состојба, посебно во врска со владењето на правото, има за цел да ги поддржи доносителите на политики и институциите да ги спроведат своите реформски напори. Секоја од овие држави е на патот кон ЕУ, меѓутоа во различна фаза и има своји конкретни предизвици што барат скроен пристап за неа. Затоа извештаите за држави на комисијата и извештаите за владењето на правото се корисни алатки да ги водат државите на патот на реформите, и што тука и план за раст да ги поддржи овие процеси финансиски. Овогодишниот извештај дадоа добра проценка каде државите напредувале, но и каде немало напредок.
најважно во борбата против корупцијата и против организираниот криминал. Дополнително, државите членки, вклучувајќи и мојата држава, кои што се присутни во регионот, ќе посветат значителни напори и ресурси да ги поддржат овие важни реформи. Ова е приоритет за мојата држава, да видиме стабилен и просперитетен Западен Балкан во рамки на ЕУ. И затоа мојата главна порака утринава е ајде да не губиме скапоцено време. Времето дојде сега. За Северна Македонија клучниот предизвик е да се отклучи формален почеток на пристапните преговори, значи како што беше наведено во заклучоците на Советот од 2023. Ние ги делиме храбрењето од Европската комисија дека овие уставни промени треба се извршат и спроведат и во Северна Македонија и за регионот е важно да се започне спроведувањето на потребните реформи и конкретните области се владењето на правото, борбата против корупцијата и организираниот криминал, но и реформите во јавната администрација. Ова е конзистентната низоземска позиција уште од самиот почеток и владењето на правото е клучна точка на пристапувањето во ЕУ. Општество засновано на правила и независно правосудство и каде што никој не е над законот. И не е случајност што владењето на правото е во подглавието основни работи, затоа што е најосновна работа за пристапување кон ЕУ, но и за успешност како држава членка на ЕУ, што еднаш ќе се влезе во Унијата. И уште важен предизвик во предстојниот период е да се забрза економскиот раст и да се придвижи регионот поблиску до стандардот на живење на ЕУ. Сите држави во регионот се соочуваат со јазови на пазарот на труд, поголема емиграција на младите, а дополнително државите се многу зависни од увозна енергија, имат јазови во инфраструктурата и се соочуваат со климатски и еколошки рандливости. Ова се структурни прашања што мора да се решават на систематски начин за да се овозможи отпорност, иновации и инклузивна економија што е способна за долгорочен одржлив раст. Свесна сум дека не сите овие предизвици може да се решат денеска, меѓутоа важно е да се нагласи дека не треба повеќе да се губи време. Како што кажа, времето за делување е сега. Ви благодарам за вниманието, ви посакувам прекрасна и успешна конференција и ви благодарам што ме поканивте тука. Ви благодарам многу. Амбасадорке Джанел. Јас би ја повторила само уште една синтеза, една реченица која што ги одразува сите пораки кои што овде беа испратени, дека диалогот е најдобриот начин кој помага да се затвори секоја тешка епизода, вклучително и актуелните уставни прашања кои што навистина многу тежат. На крајот од овој официјален дел би сакала да се заблагодарам до сите институции за поддршката. Особена благодарност до координаторите на работните групи на Националната конвенција и во нашиот контекст, во националниот контекст, но и на националните конвенции на Република Србија и на Република Албанија, кои што се денес овде со нас. Благодарност до сите говорници на овој официјален панел и ви благодарам уште еднаш на сите вас кои што бевте денес дел од овој настан. Ми сигнализираат и тоа, ако не го направам, ќе биде недобро така за мене, дека би требало да направиме една групна фотографија овде на овој дел, зашто јас тоа го заборавам многу често, но еве наредено ми е, морам тоа да го кажам. Да. Ви благодарам многу уште еднаш, имајте убав ден, посакувам успешна дебата понатаму.